Здраво, драги пријатели, добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на една тема, односно одговарам на прашање од наша пријателка Александра, кој што ми го постави во приватна порака и ќе ви помогне на сите кои што можеби имате некаков кожен проблем, односно проблем кој што е последица на повторно на начинот на живот. Она што сакам за почеток само да ви го кажам, јас не сум медицинско лице, ниту па дерматолог за да ви давам конкретни насоки, но она што го знам од искуство до сегашното мое работење е дека има некакви подобрувања по ова прашање кое што ќе го погледнеме, па ќе дадам и малку по конкретизиран одговор. Александра, фала ти за прашањето и за цела интеракција и по она што подоцна малку во приватна комуникација го искомунициравме. Всушност, кожата како најголем орган на телото секогаш ќе даде приказ на она што реално ние го ставаме преку устата и што му го даваме на телото. Искрено затоа што моја лично професионална деформација е да гледам како луѓе изгледаат по кожата и повеќето од нас на крај на денот по кожата ќе препознаеме можеби како одредена личност живее. Сега, има нешто што се вика генетика и генетиката секогаш ќе одреди која можеби ја имаме како најслаба карика во нашето тело. Односно, ако јас имам неправилен начин на живот, не внимавам на исхрана, немам никаква физичка активност или имам делумно внимавање по однос на овие две прашања, генетиката можеби ќе одреди која цена јас ќе ја платам. Некои луѓе покачуваат килажа, некои луѓе имаат дигестивни проблеми, некои луѓе главоболки и умор, некои луѓе сите три, некои луѓе имаат кожни проблеми и така натаму, но сите проблеми во нашето тело се 70 до 80% одраз на нашиот начин на живот. Пак ќе кажам, генетиката игра улога, но у секој случај храната е таа која што уклучува или исклучува одредени гени. Сега, резултатот на тоа што кај многу од луѓето можеби денеска кожата јавува некаков проблем од типот акне и така натаму, тоа во 90% од случаите значи дека во вашето тело кружат многу токсини. И токсините мора да најдат свој излез и многу често тоа се случува на кожата. Здравието на кожата е најтесно поврзано со здравието и состојбата на твојот дигестивен систем, затоа што има еден дел во дигестивниот систем што се вика тенко црево и цревни ресички, од каде што храната се апсорбира. И доколку тој дел на телото не е баш најдобро одржуван, тоа значи дека ќе нема моќна апсорбција голема во твоето тело, ќе не може да се снабдува твоето тело со есенцијалните нутритивни вредности и ќе почнат да се јавуваат проблеми. Она што јас од искуство би те советувал, што повторно, ја не сум дерматолог и немојте овие совети да ги земете здраво за готово, али у секој случај може да пробаш да направиш една детоксикација од типот да не внесуваш никакви млечни производи од 1 до 3 месеци, да внесуваш огромна количина на растителни влакна, дури мој совет е да пробаш да најдеш додаток на растителни влакна кој што ќе ти го поедностави процесот на внесување на влакна, затоа што не знам како си во моментов по прашањето на колку јадеш овош и зеленчук во текот на денот. Нормално да пиеш вода и да гледаш ако ги тргнеме млечните производи од она што ќе ти остане како исхрана во текот на твоето секојдневие, да пробаш да избалансираш некаде барем 60% од исхраната да ти биде на растително потекло, зборувам од 1 до 3 месеци. На тој начин мислам дека до 3 месеци ќе се малку ревитализира твојот дигестивен систем, ќе функционира малку подобро и ќе даде некаков резултат. Ова ти го кажувам и од искуство, но во секој случај не можам да ти ветам никакви резултати, затоа што сепак не ми е мене тоа професионалност и на крај на денот јас не сум медицинско лице кое што третира одредени појави во телото, само можам да ти кажам што јас правам или што можеби сум им помогнал на луѓето со сличен проблем да направат и да применат во својата исхрана. Така да, Александра, мислам дека ти одговорив. Ако можеби ти требаат некакви дополнителни насоки, повторно сум тука во приватна порака да докомуницираме. Фала ти уште еднаш за интеракцијата и за прашањето и времето што го одвои и за сите останати или користете го хаштагот #AskJosif или комуницирате ме во приватна порака
и ќе дадам најдобро што знам да ви одговорам на прашањето. За тука денеска завршува. Ви посакувам убав ден, здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао!